ДУИ и СДСМ прават се за да ја задржат коалицијата со Алијанса на албанците. Владата го повлече на доработка законот со кој американската и британската црна листа требаше да станат дел од домашниот правен поредок. Коалицијата најверојатно подклекна под притисоци, бидејќи Министерството за правда даде негативно мислење, а таму на чело седи кринолога од редовите на Таравари. Министерот ја поздравува одлуката на владата за повлекување на законот со оглед на тоа што Министерството укаже на низа законски пропусти во предложеното решение. Од Алијанса не признаваат дека правеле притисок, но повторуваат дека се на ставот, дека законот во таква форма каква што беше предложен не смел да биде донесен. Немаме извршено некое влијание или притисок и не функционираме на тој начин. Алијансата за албанците стои во иста линија со ставот на Министерот за правда. Дека се прават внатре коалициски комбинатори ќе покажуваат и измените на Законот за администрација, кои доаѓаат на предлог на Министерството за информатичко општество со кое раководи Азир Алиу од Алијанса, кои пак се трукаат во собранието и покрај силното противење на синдикатите и критиките дека предлогот не е во согласност со европските стандарди. Минатата недела Алиу се закани дека ќе си поднесе оставка доколку не бидат усвоени 3 закони кои ги подготвил тој. Инаку Алијанса за албанците, иако во моментов е дел од владината коалиција, се уште нема одлучено како ќе настапи на предстојните избори. Се повеќе се подгреваат спекулациите дека Таравари сака да оди во коалиција со Меджити, Касами и Гаши, но Ахмети и Груби прават се што можат да го задржат крај нив. Додека Таравари си влече страна на страна од ДУИ, покажува и фактот што тој се среќава јавно со Европскиот сојуз за промени, но и со косовскиот премиер Курти, кој својата поддршка ја дава на Меджити, Гаши и Касами.